Берово. Кога ќе помислите на ова мало градче, сместено во пазувите на Малешевските планини, во источниот дел на нашата земја, сликата која ви се формира најчесто е следната. Широки и пространи зелени површини, чиста природа, свеж воздух, мали шумски патеки за прошетка, неверојатни пејсажи. Но реалноста е далеку од таа слика од бајките. Факт е дека Малешевијата е еден од регионите со најголем шумски фонд, околу 30.000 хектари, од кои 20.976 хектари се во државна, а 8.126 хектари се во приватна собственост. Секој ден се повеќе нагло се сечат големи шумски површини. Во Малешевијата дозволена е годишна сеча од 25.000 метри кубни, но во реалноста се сече многу повеќе. Ние сакаме да ја раскажеме приказната на оние без глас, на оние кои секојдневно губат дел од себе заради нашата алчност и себичност, а тоа се шумите. Во нашата општина, за одржувањето на шумите, одговорно е јавното предпријатие Македонски шуми, подружница Малешево, Берово. Во склоп на ова предпријатие се наоѓа лабораторија за производство на масла од најразлични видови растенија. Лабораторијата работи во скромни услови и успева да произведе масла чии цени достигнуваат и на 200 евра по литар. Овде се наоѓа и трушницата за сушење и производство на семе од борови шишарки, единствена од ваков вид во Македонија, која ја снабдува со семенски материјал целата земја. Дел од тие семења се одгледуваат во склоп на самото предпријатие, каде понатаму прераснуваат во садници. На годишно ниво се пошумува површина од околу 10 км квадратни, најчесто со бел и црн бор, даб, бука, ела, багрем и други видови дрвја карактеристични за нашето подречје. Доволна е една прошетка низ некоја шума, за да воочите што всушност сме сториле. Во една општина која промовира екотуризам, гледате одсечени дрвја, голи и несредени или опожарени шумски површини и расфрлан отпад. Човечкиот фактор игра улога и во еден друг аспект на уништувањето на шумите, а тоа се пожарите. Слабо опремена и во тешки услови, територијално противпожарната единица Берово досега успешно се справува со различните видови пожари. Точно во проценти не би можел да кажем за подметнувањето, меѓутоа можам да кажем дека над 90% од пожарите кои се случуваат на територијата на што ја покрива територијалната противпожарна единица, по нашите согледувања дека се работи за човечки фактор. Дали невнимание, дали намерно предизвикување, меѓутоа човекот е еден од елементите кои предизвикуваат најголем дел од пожарите на територијата на општините Берово и Пеќево. Само во 2017 година имало 29 пожари на отворен простор. Можете ли да ни кажете колкава е штетата предизвикана од пожарите во последните 5 години? Точната проценка веројатно не би можел да ја каже никога. Се работи за мешани површини во собственост и на јавното предпријатие и во приватна собственост. Меѓутоа, сигурен сум дека се работи за милионски суми. Зошто не се превземаат некои посилни мерки за спречување на опожарувањето на поголеми шумски површини? Подобрувањето на законската регулатива сигурно ќе придонесе и до подобрување на состојбата со шумските пожари. Територијалната противпожарна единица превентивно учествува во едукацијата на почнувајќи од најмлада возраст на учениците од основните школи, наведување на причините, состојбите со шумските пожари, известувањето во врска со шумски пожари, како и начините како може да помогнат од најмладите до постарите генерации во гаснењето. Со секој следен ден, по некој дрво го губи своето семејство. Со нивната загуба, најмногу страдаме ние луѓето, иако повеќето од нас не се свесни за тоа. Действувајќи локално, да ја подигнеме свеста на луѓето околу нас и мислејќи глобално, да ги зачуваме оние што не одржуваат во живот, го апсорбираат еглеродниот диоксид и го ослободуваат кислородот кој го вдишуваме, а тоа се шумите. Незаинтересираноста и несериозноста на одговорните институции беа наш предизвик и поттик да го направиме првиот чекор кон почиста и позелена општина. Таа мисија ја започнавме со една младинска иницијатива
со која се надеваме дека ќе ја запознаеме пошироката јавност со проблемот за недоволната грижа за шумите и ќе помогнеме во неговото разрешување. Младите репортери за заштита на животната средина до Советот на општина Берово ја поднесоа иницијативата за убава и зелена Малешевија. Ние започнавме. Придружете ни се. Засади дрво, шири ја веста. Разбуди ја кај луѓето свеста.